Господја Грковска, посредбата и посетата на високиот американски дипломат на Стейт департментот, официјално црна листа нема. Но договорено да се прави платформа заедничка со Вашингтон во битката против корупцијата. Зошто се прави со американците, а не со Европската унија, во која имаме поглавје за борба против корупцијата и доброто владење? Соработката за прашањето за борба против корупцијата и организираниот криминал е со сите наши стратешки партнери. Делот што се однесува не само на борбата против корупцијата, него и останатите сегменти, како што се начинот и можности за справување со енергетската криза, евроатлантските интеграции, евроинтеграциите, безбедносната политика се дел од прашањата кои што се во рамките на стратешкиот диалог со Соединетите американски држави како наш стратешки партнер. И се разбира, тоа е една од активностите на која што исто така заедно соработуваме и работиме. Тоа не го исклучува нашето едноставно е комплементарно со активностите што ги имаме во процесот на пристапување кон Европската унија и она што како политики, меѓутоа и имплементација на тие политики, ефикасност на институциите во справување со борба против корупцијата, го имаме како обврска за пристапување кон Европската унија и го имаме како обврска како држава која што сака и се стреми да стане модерна европска демократска држава без оглед на тоа кога ќе стане официјалното членство на Македонија во Европската унија. Вице-премиерке, кој е главниот генератор за неправда и зошто се доведовме до состојба на ендемска стапка на корупција и криминал, особено во последните извештаи и пораките кои што ги добиваме од меѓународните партнери, корупцијата е детектираат и во високите ешелони на власта. Кога системот ќе го негира или ќе го одложува решавањето на ова прашање со децении, тогаш е неминовно да дојдеме до една ваква ситуација сега, кога веќе и меѓу граѓаните отпорноста спрема корупција е сведена на нула и како резултат на отвореноста, на слободата на медиумите, на слободата на можноста јавно да го искажуваат граѓаните своето негодување за сите негативни општествени појави, што не беше случај претходно во изминатиот период во тие 11 години кога беа строго контролирани и медиумите, кога беше практички невозможно, граѓаните им беше страв едноставно да го искажат својот став против негативните појави во општеството. Добро, господи Грковска, сега да не се навраќаме уште од времето на Груевски да ја префрламе вината на минатото. Веќе сте 6 години на власт. Не, сакам да кажам дека начинот на кој што се на слободата на изразување, на можноста луѓето без страв да реагираат на негативните појави во општеството, не доаѓа до степен кога граѓаните се нетолерантни спрема негативните појави и едноставно не сакаат да слушнат за изговори за нечие непостапување или пак за привилегираност на одредени позиции визави останатите граѓани во државата. Во однос на непостапувањето, деновиве Судскиот совет констатираше дека апелацијскиот суд свесно го држал во фиока случајот Таргет Тврдина со цел да застари предметот против Сашо Мјалков. Сега претпоставам дека ќе ми одговорите не сакаме да се мешаме во работата на судската и обвинителската власт, но не сметате дека и тука помалку се потврла во овој дел и дека препознавате тука сепак некаков политичко и бизнес интерес и влијание? Ако сте ги следеле моите изјави неколку месеци наназад и тоа уште после првиот момент кога обвинителството се спогоди со тие два случаи, јас реагирав веднаш и ги организиравме две заеднички дебати за начинот на кој што се злоупотребува институтот спогодување на вина. Кажав тогаш и кажувам сите овие месеци
дека нема да бидам политички коректна, заради тоа што сметам дека сме дојдени до степен кога после толку години демократија, практицирање на демократијата, после толку многу обуки на суди и обвинители, после такви измени во законот кои што возможија независен избор на суди од страна на суд и на обвинители, дури и преку тајно гласање, дека веќе нема изговори во правосудниот систем кои што можат да се искористат од страна на правосудниот систем дека имаат недоволни услови за независно да си ја вршат својата улога, што е прилично сериозна во општеството. Имаме повторно намалување на довербата во правосудниот систем и правосудниот систем се бележи како најслаба карика во кариката на сите, во ланецот на сите институции кои што се задолжени за борба против организираниот криминал и корупцијата. И пак ќе кажам, нема да бидам политички коректна, заради тоа што сметам дека повикувањето на транспарентност во објаснувањето на судските пресуди не представува мешање во работата на правосудниот систем и конкретно за после ваквото наоѓање на судскиот совет очекувам обвинителството да отвори предмет и да истражи кои биле побудите и што се предходи на ваквото однесување од страна на двајца судии да го држат овој предмет во фиока толку време. Смета дека тука постои простор за кривична одговорност? Јас не можам да тврдам, затоа што не сум истражен орган, ги немам сите детали, не сум го видела извештајот, ниту пак од оваа позиција можам да давам таква проценка. Меѓутоа, тоа што сметам дека во секоја држава, секоја демократска држава која што е сериозно загрижена за тоа како одлуките на независните институции, особено во правосудниот систем, се ефектурираат на животот на сите нас, на целото општество. Рековте дека не сте истражен орган, меѓутоа пред нова година, поточно во декември, обелоденивте дека ќе се постапи, иницииравте 3 кривични пријави против тројца високи функционери, но малку подоцна за тоа. Сега ве прашувам за следно. Видите, ќе бидете политички некоректна, но дали не смета дека сепак правите мешање во судската и обвинителската власт со тоа што влеговте во директна конфронтација со републичкиот јавен обвинител, ги обвинивте или ги искритикувавте во најмала рака обвинителите со изборот на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал Абази. Како во ваква околност може да зборуваме за непристрасност и дека нема спрега помеѓу извршната и судската власт? Прво сметам дека мојот личен став дека Јовевски не треба и не заслужува да биде кандидат и да биде избран за уставен судија, не е мешање во судската власт. Човек Грковска, сепак сте втор човек во владата. Без разлика, тоа не значи дека немам право на свој став. Јас знам дека е чудно, затоа што досега не се случило да има висок владен представник кој што искача со свој став и не знам зошто е тоа проблем. Тоа е само според моje гледање, тоа зборува за демократскиот капацитет на владата. Ние сме сведоци на тоа дека до сега беше незамисливо некој да искаже свој став, заради тоа што беа прилично затворени и контролирани сите, да кажем, изјави во претходниот, особено во претходниот систем, во време на владењето на Груевски, кога беше апсолутно недозволиво да се искаже некоја критика, а уште помалку па да се опомене некој колега за неетичко или неморално однесување. Да не губиме време сега на кажување на примерите. Имавме министри кои што правеа сообраќајки со низ градот во пијана состојба. Тогашната влада најде милиони изговори како да го представи тоа на друг начин.
за разлика од оваа сегашната, кога вие знаете дека ние и во соработка со медиумите, сензибилитетот на граѓаните, дознаваме за одредени случаи, ги покренуваме и во рамките на надлежностите на кабинетот превземаме активности онолку колку што нашите ингеренции дозволуваат, што не се случило во изминатиот период. Не мислам дека е мешање. Затоа што ние сме прво јавни личности. И не мислам дека зад независноста која што Уставот ја обезбедува, дека треба самоволно да се однесуваме. Не смее независноста која што и извршната и законодавната, меѓутоа и судската власт ја има, да се користи како изговор за самоволие. Таа дополнително треба да биде товар за уште поголема одговорност. Ама самоволие и резултатот на тоа самоволие да биде дерогирање на општеството. И вие, како резултат на тоа, на таквото функционирање на правосудниот систем, да велите, вие не можете да ги коментирате нашето однесување, мислам дека е во најмала рака несериозно. Заради тоа што сите ние во различниот дел на своите функции имаме одговорност пред граѓаните. И за тоа сметам дека е многу добар чекор што апелација излезе после моето повикување, транспарентно да ја објасни својата одлука, без разлика што сметам дека требаше да има многу повеќе детали. И благодарение на тоа денеска и на таквото повикување, практички на зголемување на чувството за обврска и одговорност спрема граѓаните да се објаснат одлуките и судскиот совет да реагира и да истражи за што станува збор. Вице-премиерке, Мијалков ја контактирал екс-шефицата, тогашна шефица на обвинителството за гонење на криминал, Русковска, ќе се предавам под услов наместо за трешетки да одам во куќен притвор. Желбата му е исполнил републичкиот јавен обвинител Јовевски. Дали ова е хипокризија и само уште една потврда за неказнивоста и селективноста? Апсолутно се согласувам и за тоа е една од причините зашто сметам дека тој не треба да биде уставен судија, заради тоа што сметам дека резултатите од неговата работа не се на такво ниво за да му обезбедат продолжување на кариерата и унапредување практички. Но впечатокот ми е дека исклучиво прстот го вперувате кон републичкиот јавен обвинител. Зошто? Не. Тоа може би за овој случај затоа што прашањето беше такво. Меѓутоа јас сметам дека секој од нас кој што е носител на било која позиција ја има одговорноста во рамките на ингеренциите што ги има. Не може да биде еден човек причина за ваквата состојба во општеството. Значи секој од нас, уште повеќе што корупцијата и организираниот криминал, особено корупцијата, тоа е општествен проблем. Тоа не е проблем на една институција, на еден човек, на една влада, тоа е општествен проблем на кој што сите ние треба да се спротивставиме, без оглед дали сме власт или опозиција, на која позиција, секој граѓанин, заради тоа што само на таков начин може да имаме успех во справување. Докога ќе преовладува впечатокот дека во граѓанскиот суд, управниот суд, па сега и кривичните оделенија се како зелени пазари, секој предмет и секој судија испорачува своји желби, а и испоставува и своја цена? Треба да се зајакнат критериумите за избор на судија. Не може исти критериуми да бидат за избор на судии во различни судови. Не може исти критериуми да има за избор на обвинители во различни обвинителства. Например, ќе го земам примерот за обвинителството за организиран криминал, каде што дополнително утврдивме, ако нема цензус за избор и непосредно гласање на обвинителите, дека може да имаме и други интересни ситуации во иднина. Ако немате цензус, тоа значи дека еден ако излезе гласа сам за себе, ќе се смета за избран, што ќе се согласите дека не е во ред. И тоа е системска слабост, која што се надевам дека сите заедно, со оглед на тоа што тоа е системски закон, ќе најдеме консензус да го подобриме тоа решение.
Ние треба со механизмите што ги детектиравме тогаш како слабост, дека треба да се зајакнат одредени критериуми во Законот за судски совет, Законот за совет на јавни обвинители, меѓутоа и во подзаконските акти. Исто така зајакнување на критериумот за упис за прием во Академијата за суди и обвинители. Вие не може да имате во да нема минимум просек за упис на Академијата за суди и обвинители. Кога тоа се бара, да речеме, на сите други факултети. Ако ги зајакнеме тие критериуми, тогаш просторот за избор на кадри во правосудството, кои што можат, кои што така да наречам, ќе бидат несоодветни, ќе се намали. Меѓутоа, главната работа е да изборот на суди и обвинители, меѓутоа и не само тие, него и сегде генерално, да бидат луѓе со интегритет, луѓе професионалци, одговорни, кои што професионални и одговорно ќе си ја вршат работата, кои што ќе функционираат само врз основа на законот и ќе покажат дека пред законот се сме сите еднакви. Дека не зависи од тоа дали е некој политичар, дали е бизнисмен, на било која позиција, туку еднакви сите пред законот. Само во тој момент ќе вратиме довербата на граѓаните во институциите и само на таков начин може да имаме ефикасна борба против корупцијата и организиран криминал. Почитани че следите трилен гостин во емисијата, вице-премиерката Славица Грковска. Господа Грковска, пред Нова година изјавивте, поточно најавивте дека ќе инициирате кривична одговорност за тројца високи функционери. Некој искоментира, мислам, дел од политичките опоненти, Грковска нека не шпекулира и нека не ја замајува јавноста, нека ги каже со име и презиме за кого станува збор, во спротивно ќе се коментира како само дефокусирање на јавноста. Дали за тројцата за кои сега говорите веќе се отворена постапка во кривичниот суд и за кој тројца функционери станува збор? Ние не сме полиција, не сме суд, не сме обвинителство, меѓутоа наша обврска е дека ако до нас стигнат документи кои што укажуваат на можна злоупотреба на власта или на можни на можно коруптивно делување, ние имаме обврска да ги предадеме до надлежните институции. Дали ги предадовте? Процесуираат и одговорот на моето прашање беше дека до сега имаме дадено 3, од кои за 2 има повратно веќе дека се поди, дека ќе се покрене постапка. Меѓутоа, сум кажала уште од првиот месец на стапување на мојата позиција, јас сум приврзаник на почитување на презумпцијата на невиност, за невиност. Јас сум кажала многу пати дека сум легалист и дека очекувам институциите професионално да си ја завршат работата. Никогаш не сум одобрувала сензационалистички изјави од таков тип, ниту пак да се вратат некои слики од минатото кога имавме нарачани телевизиски екипи, апсења пред јавноста, практички лепење етикети во јавноста на многу личности, без разлика што после тоа немало завршница, ниту со обвинение, ниту со некоја правосилна одлука. Се држите според тоа презумпција на невиност, нема да ги откриете имињата, но станува збор за тројца функционери од владата? Станува збор за 3 лица за кои што ние сме добиле документи врз основа на кои има сериозни укажувања дека можно е злоупотреба на законот. За мене не е важно дали се тие функционери во владата, дали припаѓаат и на која политичка партија припаѓаат. За мене е важно само
тоа што ќе го добиеме. Ако има сериозни кажувања, веднаш да го проследиме до институциите, не чуваме во фиока, не ги задржуваме предметите и воопшто не е важно името и презимето за лицата за кои што се однесува предмет. Ви благодарам за гостувањето. Дали после празниците следува реконструкција на владата? Имате информации? Тоа е прашање за премиерот. Ви благодарам за гостувањето уште еднаш. Благодарам много. Поштовани гледачи, тоа беше вице-премиерката задолжена за добро владење, Славица Грковска. По кратката пауза за реклами следуваат следните соговорници: министерот за животна средина и екологија Нуредини и професорката Ана Чупевска. Следете не.